Почитувани представници на медиумите, покрај серија пресконференции на власта за тоа како добро се живее и колку многу се помага на економијата, во реалноста имаме вистински хаос од проблеми, безпарица и тежок живот. Тоа што лошо се менаџира кризата со корона е голем проблем, но подеднакво лошо, дури и многу похаотично е во економијата. Имаме 3 пакети на мерки и многу пластично може да се споредат ефектите од нив. Бенефити нема, се полошо е во економијата, а најновиот пакет мерки, освен за пиар, нема никаква корисна функција. Односно, може слободно да се каже дека представува изборна измама. Измама која сега се вика трет пакет на мерки, а иста, како онаа дека ќе имало просечна плата од 500 евра, чист воздух, ќе дошол живот, ќе имало реформи во судството и правосудството, правда за секого, Facebook и Google ќе дошле ќе инвестирале во Македонија и така натаму. Единственото економско достигнување остварливо за владата е дефицитот и тоа е околу 200 милиони евра за 4 месеци. Секое домакинство е задолжено со нови долгови, а граѓанинот, исто како и бизнисот, мака мачи да врзе крај со крај. Не е ова мегдан за добивање на политички поени, туку да се укаже дека вака повеќе не оди и дека економијата страда. А економијата оди надоле, затоа што имаме опасна неспособност на владата на Заев и Спасовски. Само датумите се нови, а исти се лагите, невистините и манипулациите. Во продолжение, би сакал да се осврнам на неколку конкретни показатели, врз основа на кои одлучивме на првата лидерска средба кај претседателот Пендаровски да предложиме да се воведе водена состојба. На тој состанок постојаа две причини за да се воведе водената состојба. И тоа првата беше поради тоа што имаше потреба да бидат одложени веќе закажаните предвремени парламентарни избори кои што требаше да се одржат на 11 април, и втората беше со изговор дека е потребно да се донесе пакет економски мерки кои што ќе бидат помош за граѓаните, но и помош за стопанството. Што се случи? Се донесе уредба со сила на закон за одложување на изборите кој што ја нема легитимитетот од опозицијата и за тоа зборува во неколку наврати изминативе денови за време на моите изјави кои што ги дава во јавноста, бидејќи ќе споменам уште еднашка, техничкиот министер во Министерството за внатрешни работи не ја гласаше таа уредба од причини веќе познати на јавноста, а кога сме кај сетот економски мерки, би сакал малку подетално да се осврнам на ефектите од истите. Имено, денеска е точно 66-тиот ден од воведување на вонредната состојба. Нема да се задржам на уредбите со сила на закон кои што некому му донесоа лиценца за одгледување на марихуана. Нема да ги коментирам уредбите за брусење на диаманти или уредбите кои што требаше воренно да извршат исплата на платата на поранешните вработени во специјалното јавно обвинителство. И нема да ги коментирам уште десетиците такви уредби. Ке се задржам само на оние уредби кои што требаше всушност да бидат економска поддршка за граѓаните и за стопанството. Во првиот сет мерки кои што ги донесе ресорниот министер и владата, две беа точките кои што беа клучни, и тоа 50% субвенција на придонесите, и втората е одложување на акотанцијата на данокот на добивка. За втората, ке повторам, буџетски импликации нема, а за првата да има, и во продолжение ќе ја запознам јавноста колкава искористеноста на таа мерка. Вториот сет на мерки предначеше мерката 14.500 денари помош за компаниите или минимална плата помош за компаниите за месеците април-мај, и покрај тоа што ние како опозиција велевме немојте да го оставате стопанството 2 месеца без никаква помош, ајде да го вклучиме и месец март, бидејќи стопанството мора да остане живо, бидејќи само живо стопанство и реален сектор значат стабилна и загарантирана иднина за нашата држава и за нашите граѓани. Но каква е реалноста? Вкупно беа предвидени 60 на милиони евра месечно помош во двата месеци, а тоа се месеците мај и јуни, тоест месецот мај требаше да биде исплатена помошта за месецот април и месецот јуни треба да биде исплатена
помошта за месецот мај. Исто тоа да бидат опфатени вкупно 250.000 граѓани. Но каква е реалноста? Вкупно во месец мај помош за месец април добиле 17.813 правни субјекти или компании, или вкупно 110.000 вработени, што е за 2,5 пати, речиси, помалку од тоа што беше предвидено со уредбата, а во вкупен износ се исплатени нешто повеќе од 1,5 милиарди денари или околу 25 милиони евра, што е за нешто повеќе од 2 пати помалку од она кое што претходно го најавуваше владата. Значи, економската подршка за стопанството, која што беше опфатена во првиот и во вториот сет на мерки, не само што не е исполнета и не само што не е испорачана како што била планирана и ветена пред стопанството и реалниот сектор, туку е 2 до 2,5 пати помала споредено со она кое што беше ветувано. Сега, доколку ворената состојба заврши на 30 мај и доколку председателот Пендаровски не одлучи да ја продолжи ворената состојба, од тој момент престанува на сила уредбата во која што е суспендиран членот 8а од изборниот законник, што значи дека помошта која што треба стопанството да ја добие во месец јуни, а се однесува за месец мај, не може да ја добие доколку избори се случат во следните 60 дена, започнувајќи од 31 мај, завршувајќи до 31 јули. Уште една лага која што е испорачана од ресорниот министер Заев и Спасовски. Но доаѓаме до најголемата лага, а тоа е така наречениот трет сет на мерки, кои што веќе четврти пат ни се најавува на четврта различна пресконференција од страна на ресорниот министер. Овој трет сет на мерки опфаќа 3 групи на мерки кои што ги предвидела владата. И тоа првиот е посветен на поттикнување на јавната потрошувачка и се однесува помош кон граѓаните. Вториот е исто така помош кон стопанството и третиот е помош кон земјоделието и земјоделците. Третиот пакет мерки се всушност мерки кои што се ионака дел од програмата на работа на Министерството за земјоделие и не знам на каков начин истите тие мерки од мерки кои што практично се редовен план на работа во Министерството за земјоделие стануваат антикризни мерки. Но кога станува збор за првата група од третиот сет мерки, би ги издвоил следниве подгрупи. И тоа првата се 150 евра ваучер за граѓани кои што ќе бидат оценети по методологија која што се уште никој не ја знае како изгледа и каква е, и ќе им бидат исплатени ваучери по методологија која што се уште никој не ја знае каква е и на кој начин ќе им бидат исплатени, и она што никој исто така не го знае од каде ќе бидат обезбедени тие средства. Втората подмерка е 100 евра ваучер за туризам и 50 евра джепарлак. Исто така не се знае која група на граѓани и по која методологија ќе бидат опфатени и не се знае начинот и средствата кои што ќе бидат искористени и по која методологија ќе бидат исплатени овие мерки. И третата подгрупа се 100 евра за студенти и средношколци, основците се тука заборавени, не знам зошто, и 50 евра дополнителен джепарлак. Се тоа има за цел да биде едно ветување предизборно во обид за подкуп преку еднократна мерка која што практично, а така веруваат во владата, ќе обезбеди поддршка од страна на граѓаните кои што ќе бидат евентуални корисници на овие мерки по завршувањето на парламентарните избори. Зошто? Затоа што истото што важеше за вториот сет на мерки ќе важи за третиот сет на мерки. Односно, веднаш после 30 мај, доколку не биде продолжена ворената состојба, а сите изгледи се такви дека нема можности за продолжување на ворената состојба, членот 8а од изборниот законник стапува на сила и сите овие ворени исплаќања на плати, пензии, социјална помош или други исплати и материјални надоместоци, кои што не се редовни месечни примања, се кривично дело кое што е казниво со закон и затворска казна од минимум 5 години. Ја користам оваа прилика до сите оние кои што ќе се обидат
на ваков начин, лажно и лицемерно да ветуваат, сите оние кои што ќе се обидат да подкупат, сите оние кои што ќе сторат кривично дело, ќе добијат кривична пријава. А ја користам оваа прилика и денешната пресконференција да ја повикам Државната комисија за спречување на корупција и судир на интереси или антикорупцијската комисија да излезе со став за сето ова кое што изминативе денови по четврти пат од ресорниот министер и од владата и беше соопштувано на македонската јавност. Ветувано нешто што никогаш нема да се исполни. Почитувани граѓани, би сакал да искористам оваа прилика да споменам да бидете спокојни по завршување на парламентарните избори. Новата влада предводена од ВМРО-ДПМН. Сето она што пред вас беше земено како обврска од страна на оваа влада на СДСМ која што е во заминување, ќе биде исполнето. Ние не сме влада која што носи еднократни мерки за подкуп. Ние сме влада која што има стратегија и јасен пристап како ќе се обнови Македонија после пандемијата со коронавирусот. Да бидат спокојни и бизнисмените, ќе го добијат ветениот рамен данок од 8%. Да бидат спокојни и вработените, ќе ги добијат ветените покачувања. Да бидат спокојни граѓаните, ќе се изградат автопатите, експресните патишта, земјоделците ќе ги добијат сопствените субвенции. На нас ни е потребна стратегија, а не ни се потребни еднократни мерки. Да бидат спокојни докторите, младите, студентите, средношколците, основците, пензионерите. Сето она кое што ВМРО-ДПМН го вети во новата влада ќе го испорачи. И не само тоа, туку и сето она кое што пред вас го превзема како обврска ова влада во заминување предводена од двојецот Заев и Спасовски. Ви благодарам. Доколку имате било какви прашања, ви стојам на располагање. Јас токму тоа го кажав во денешната пресконференција, дека ако е владата честна во намерите и во ветувањата, кои што се дел од вториот сет на мерки и третиот сет на мерки, и ако навистина сака да ги испорача, тогаш избори не може да се случат 60 дена од престанокот на ворената состојба. Што значи, ако ворената состојба прекина на 30 мај, најкасно до 30 јули избори не може да има. Или, втората варијанта е, тогаш не ја говорат вистината и се лицемерни и повторно за жал ги лажат граѓаните. Не. Тоа не зависи од нас. Јас го кажав нашиот став како опозиција, предложивме дати, цениме дека тие дати се дати каде што ризикот по здравјето на граѓаните ќе биде најмал. Се разбира, организатор на таа лидерска средба е кабинетот на председателот Пендаровски. Може би тоа прашање е добро него да му го поставите, но истовремено во неколку наврати изминативе денови кажавме дека сме тука, подготвени сме за компромис, нашите аргументи и позиции се јасни, доколку има други аргументи кои што навистина би можеле да ги прифатиме, ние сме тука и подготвени сме за компромис. Впрочем, тоа е и нашето политичко функционирање и треба така да функционираме, да имаме разбирање и компромис. Ние со ултиматуми не работиме. Ултиматуми кои што беа кажани на масата, дека или 21 јуни или нема избори, или избори без опозиција, слободно нека им се сосреќа. Видете, не сме ние сега на квиз, ви го кажав моето мислење. Мислам дека бев прилично јасен и прецизен. Има информација дека на некој начин веќе представници на меѓународната заедница се вклучуваат во дебатата на договорите за нашите избори. Сметате ли дека ќе биде неопходна попериод на интервенција за разумен компромис меѓу власт и опозицијата за изборите или сега ќе се успее да се договорите и без мешање од... Да, благодарам на прашањето. Јас немам такви информации дека има било какво мешање на представници на меѓународната заедница во Македонија, така што претпоставувам дека ова е уште еден дел од оној фолклор на шпекулации и дезинформации кои што во јавноста се присутни. Да.
Да, повелете. Долната заместничка министерка за внатрешни работи тврди дека се преселят причинствата за да се спречи истрагата за на посета во теретана во времето во кое се затворени. Има ли вистина на нашата? Па не, јас мислам дека имаше информација од партијата, но бидејќи веќе ме прашавте, во принцип се сакам да бидам човек кој што на дама нема да ја одговори на таков начин на кој што она се обидува да манипулира и за жал да изгледам грубо и да кажам дека не ја говори вистината. Може би друг збор би употребил. Но бидејќи веќе ме прашавте, би сакал да ви ја кажам вистината. Откако излезе таа така наречена афера со ние обоени ракавици и така натаму, практично јас се јавив до министерот за внатрешни работи и го побарав бројот од надлежниот во министерството, бидејќи јас не го познавам органограмот, но инсистирав тоа да биде човек кој што е и кадар кој што е поставен од претходниот министер, за да не излезе дека ние злоупотребуваме нешто во министерството, бидејќи помина неколку дена, почна да се лиферуваат секакви информации, почна да циркулираат секакви навистина, што е во ред. Сега јас сум сепак јавна личност и нормално е да политичкиот противник се обиде да атхомине ме нападне, мислејќи дека со таа стратегија ќе го наруши мојот рейтинг, мојот имидж во јавноста и во ред. Ето, он избрале таква стратегија, на нив е дали таа стратегија ќе им донесе поен или нема да им донесе, но она што мене ми беше важно, како и секогаш во животот, да се дознае вистината. И тогаш го добив бројот од именуваното лице и му напишав порака, тоа е вистина. Пораката е со следната содржина: здраво, точка, би сакал да се слушнеме, точка, Христијан Мицкоски, извичник. Ја користам таа порака, потоа мислам ја чувам таа порака, не имаат од мене дозвола да го објават телефонскиот разговор кој што го направи со именуваното лице и да јавноста слушне да види што барам јас. А што барам јас, ќе ви прераскажам. Ве молам да постапите по закон и ве молам македонската јавност да ја дознае вистината час поскоро. Тоа е она кое што јас го побарувам од вас. Да бидат заспазени сите процедури, се да биде по закон и сакам час поскоро македонската јавност да дознае вистината. Зошто ова го зборувам? Затоа што еден ваков напад со конструирана содржина беше објавен пред првиот круг на претседателските избори за моите вложувања во хидроцентралите и така натаму. Неколку месеци потоа антикорупцијската комисија брутално ги отфрли со индигнација и кажа јасно дека нема ниту било каков сомнеж за сторен криминал и корупција, ниту пак има било каков сомнеж за злоупотреба на службена должност. Истото предпоставам сега пред овие избори ќе се обидуваат да го конструираат, креираат и така натаму. Јас само барам луѓето кои што заработуваат плата, кои што добиваат плата од парите на овој народ, на народот да му ја кажат вистината. Инаку јас сум свесен дека овие конструкции, ваквите напади, ваквите невистини ќе продолжат, бидејќи тие ценат дека тоа е легитимна кампања против мене и против ВМРО-ДПМН и луѓе околу ВМРО-ДПМН. Во ред, со среќа им посакувам на таквата кампања, јас со тоа можам само со насмевка да одговорам, но на што ми е важно и замолувам и до господинот со кој имав телефонски разговор и до техничкиот министер, ве молам, еве најпонизно, дајте извадете го разговорот или па дајте решение за тоа што го конструиравте, македонската јавност да ја дознае вистината. Тоа е она кое што ја сакам да се случи, ништо повеќе. Нашиот разговор не е строго доверлив. Нашиот разговор, така ви кажале? Аха. Значи вие имате информација дека го снимале нашиот разговор. Значи сигурни сте. И од мене имаат дозвола. Дозволете сега. Кажавте, малце тука направивте на фрикција лична, но
Ако вие имате таква информација, ја имам само основано сомневање, а вас ве ценам како добро информиран новинар, и би сакал, да ги замолите тие кои што ви ја дале таа информација, слободно да го објават разговорот. А јас, господине Фуркан, ве почитувам и ќе ви дадам одговор. Секогаш и секаде ќе се јавувам за вистината да биде дознаена. Се сеќавате на господин Трашковски пораки му праќав кога ценев и кога имав основано сомневање дека се случувале злоупотреби со превозот на шинците кои се враќаа во земјата, што подоцна во медиумите беше и докажано преку публикување на тие договори. И секогаш кога ценам дека има сторена неправда, злоупотреба, основано сомневање за кривично дело, или ако на некому му се нанесува неправда, како во случајот што ми беше мене нанесено, јас ќе се јавам онаму каде што ценам дека ќе се јавам. Можеби според вас не било тоа вистинското место, но очигледно дека неколку дена потоа или неколку недели потоа тоа било вистинското место, бидејќи вас ви ја дали информацијата дека тој разговор е снимен, ве молам, охрабрете ги, разговорот да го објават. Имаат од мене дозвола. Кажувам јавно дека нема да го тужам, господина. Нема да го тужам ниту господина, ниту МВР, ниту не. Слободно да го објават разговорот. Благодарам. Па видете, излезе моја слика како спортувам и се симнувам одводно. Па видете, јас во случајности во политиката посебно не верувам. Така да не би ја релативизирал и банализирал таа работа, бидејќи веќе неколку наврати се случува да излегуваат слики, да излегуваат материјали, конструирани видеоматеријали како овој што е со теретаната и така натаму и така натаму. Така што тоа на мене ми дава да се сомневам основано дека сум следен. И во ред, повторно ќе кажам, во ред, нека следат, нека сликаат, нека снимаат, нека слушаат и нека преслушуваат. Само да бидат честни, да ја објават вистината, тоа барам јас. Затоа велам, нека не се плаши. Ниту госпогицата, простете, не знам дали е господја или господја, или господица, заменик техничката министер кон Министерството за внатрешни работи, именуваното лице. Објавете го нашиот разговор. Нема да ве тужам. Сакам македонската јавност да дознае вистината. Прашањето ми е дали вие се познавате со Александар Велушевски? Второто прашање ми пара во вас коментар за заканите што Зоран Заев имати кон Александар Велушевски. И со неговите деца, но и со кривична. Да, се познавам со господинот Александар Верушевски. Тој е грижлив родител и посветен сопруг. И она што можеби е значено да го знае македонската јавност, голем патриот. Кога ме прашувате за заканите на господинот Заев кон господинот Верушевски, тука не би можел да дадам коментар, бидејќи од тоа семејство закани по деца често пати доаѓале. Јас не ја поддржував ниту за време на големиот православен христијански празник, кога беше донесен карантинот, тоа беше за време на Великден. Не ја поддржувам ни сега, ценам дека е премногу и ценам дека и тогаш, но и сега се потребни полиберални мерки, односно не е потребен вака рестриктивен пристап, бидејќи не ја разбирам, навистина не можам да ја разберам целта на овој рестриктивен пристап, ако само следниот ден потоа ние немаме никакви мерки, практично биде комплетно се либерализирано. Кога и понатаму ние би продолжиле со истиот пристап, тогаш да, можеби би имало некаква целискорност. Но ако вие воведете карантин 58 часа, веќе следниот ден заборавите дека воопшто постоел, тоаш не ја гледам целискорноста на една таква постапка. Да бидам јасен и прецизен, не ја поддржував ниту за Великден, ниту пак сега поддржувам. Како ситуацијално во производи, она обидува информација дека сепак кампањата е започнала без носителите на инвалидски отговорност на кампања во своите програми на медија. Ваш коментар околу? Па, видете, повторно ќе се обидам да бидам внимателен во коментарот. Тоа би требало по логиката на нештата да го почне кампања владата.
да летуваме во Македонија, на македонските планини, езера, во македонските села и градови, да ги посетиме и така натаму, бидејќи таков тип на кампањи соседни држави ги прават владите на тие соседни држави. За жал кај нас, нашата влада е посветена по други работи, по друг тип на уредби, по друг тип на водење политика, по друг тип на ad hominem напади и слично, наместо да биде посветена на вакви работи. Ако сме за тоа обвинети, слободно нека не обвинуваат за тоа што си ја сакаме Македонија и затоа што сакаме да ги помогнеме македонските хотелиери, да го помогнеме македонскиот туризам и практично да и помогнеме на Македонија. И ние ќе продолжиме со таа наша кампања, повторно да ја запознаеме македонската јавност дека имаме прекрасни планина, прекрасни езера, прекрасни низини, котлини, села, градови и да ги повикаме македонските граѓани оваа година летниот одмор, наместо да го поминат надвор од државата, да го поминат тука во државата.